Нашиот план за живот гарантира едно општество за сите, кое ќе обезбеди внатрешна стабилност, рамноправност и еднаквост за сите граѓани, без разлика на која вера и националност припаѓаат, порача синоќа од митингот во Тетово председателот на СДСМ и носител на листа во 4-та изборна единица Зоран Заев. Ова е борба за единствена Македонија, правична Македонија, Македонија за сите, Република Македонија за сите граѓани, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, сите заедно. Ова е планот за таква Македонија. Само овој план гарантира сигурна, безбедна, праведна Македонија за секој од вас, за секој од нас. Да не ве лажат. Не ги слушајте, не дозволувајте при здрав разум да ви кажуваат како да мислите. Луѓе кои ако мислеа, ако се грижеа за вас, ако им значевте, нема и немаше да ве остават на цедило. Заев рече оти нема да има никаква федерализација, ниту промена на уставот, туку единство и сплотеност на сите во едно општество, во кое сите ќе се разбираат меѓусебно. Уставот на Република Македонија нема да дозволам никој да го смени. Имаме прекрасен, либерален, европски устав. Тој устав ги гарантира сите права на граѓаните на Македонија од било која заедница, но ги гарантира и обврските на секој граѓанин. Овој план гарантира едно општество за сите. Овој план кој ние го имаме. Ќе ви кажам што пишува во планот, за да расчистиме сега, да го ставиме Груевски со сите глупости со кои што сака да се занимаваме и да се фокусираме на екзистенцијата, на работните места, на економијата, на тоа што обезбедува живот. Еве, ќе ви кажам што пишува во планот. Нашата клучна цел, страница 187. Ќе градиме едно обединето општество со што ќе се обезбедат внатрешната стабилност на земјата и добри односи меѓу заедниците. Ова го пишува во нашата програма. Стојам зад секој збор напишан во планот за живот во Македонија. На митингот во Тетово пред присутните говореше и носителот на листата на СДСМ за 6-та изборна единица Петре Шилегов. Заедно со граѓаните го градевме планот за живот, со кој ќе се обезбеди подобра иднина на сите, стабилна економија, развој, просперитет, порача Шилегов. Планот кој што сега е визија, ви ветувам, после 11 декември, после големата победа, ќе биде реалност. Затоа што знаеме што ни е потребно, затоа што знаеме по кој пат сите заедно можеме и треба да тргнеме. А тоа е патот на развојот, патот кон слободата, патот кон единството, патот кон демократијата, пат кон подобар живот. Но сите заедно ќе работиме, заедно ќе ја градиме оваа држава, и заедно ќе ја изградиме Македонија. Ќе ја изградиме од рушевините кои што ни ги остава режимот на Никола Груевски и ќе направиме држава со која што ќе се гордееме. Држава за сите граѓани, држава за секој човек. На синоќешниот митинг во Тетово своје обраќање пред присутните има и кандидатите за пратеници Татјана Лалчевска и Ѓулум Серкасапи. Огромно е задоволството вечерва да се застане пред вас, пред најхрабрите, кои во толку голем број дојдовте за да не поддржите во нашата заедничка борба за подобро утре. Ние сакаме живот, заеднички живот тука во Македонија. Сакаме едно општество, општество на еднакви граѓани. Заслужуваме институции кои ќе работат во служба на нас граѓаните. Инаку претходно караванот на СДСМ одржа митинги пред гостиварци. Вечерва се на истокот со митинзи во Виница и Кочани.